Доколку најзадолжените јавни предпријатија од регионот започнат долговите редовно да ги враќаат сега, на нив им се потребни повеќе од 30 години за да се раздолжат, што не значи дека проблемите ќе бидат решени, зашто потоа наред доаѓаат каматите кои повеќекратно со тек на годините го имаат надминато основниот долг. Кредитот кој што е земен за реконструкција на водоводната мрежа 2002 година, кога требал да се плаќа 2005 година, кога минал грејс периодот, изнесува вкупно главен долг со камата околу 200 милиони денари. До 2021 година се измирени околу 130 милиона денари, со што се склучува спогодба во 2021 година, мислам во месец март, секој месец јавното предпријатие да плаќа по 3,6 милиони денари за да го измери долгот кој што е преостанат. Но на тие 60 милиона кои што останале неплатени, пресметана е дополнителна камата од 150 милиони денари. Освен Исер, во крајно лоша состојба се и водовод Кочани, кој само за струја има долг од 800.000 евра и е исклучено од системот, но и јавното предпријатие Солидарност од Виница, како и Плачковица од Карбинци. Моменталниот долг на јавното предпријатие Плачковица е околу 21 милиони 500 илјади денари. Најголемиот дел од долгот е према електродистрибуција, према ЕВН, околу 19 милиони денари, а 2 милиона и 500 илјади денари е кон други добавувачи и вршители на услуги. На списокот овде се сите јавни предпријатија од регионот, грубо сите заедно имаат долг од околу 10 милиони евра. Овие големи суми никој не помислува да ги исплати, а се бара начин само за елементарно преживување. Да се исплати целиот долг, потребни се уште дополнителни 4-5 години по оваа динамика од 3,6 милиони денари, што за јавното предпријатие во оваа криза представува огромен терет и оптеретување. Сепак, освен јавните предпријатија, животот финансиско робување веќе 20 години е познат и на општина Делчево. Таа долго страда од компанијата Гранит. Основниот долг е околу 42 милиони денари. Каматите достигнале негде до висина од околу 130 милиони денари, така да вкупниот долг негде е 170 милиони денари. Имаме вратено неколку милиони во изминатите 4 години спрема градежното предпријатие Гранит, но тоа е многу малку во споредба со целиот долг кој што го има, а тоа е причината е можностите финансиски кои што ги има буџетот на општина Делчево. Така да ние мора да направиме план и програма во наредните години за исплаќање на тој долг